Улогата и значењето на визуелната поддршка кај децата со аутизам. Што е тоа визуелна поддршка? За почеток ќе ги споменеме методите кои користат визуелна поддршка. Тоа е ТИЧ методот, АБА методот и ПЕКС методот. Визуелната поддршка е многу важна за децата со аутизам. Зошто? Затоа што им помага да разберат што, кога и како. Многу е важна затоа што многу често кога се вознемирени им помага да се смират, да учат подобро, да комуницираат, ја зголемува самодовербата, стануваат флексибилни и она што е најважно, овозможува поголема предвидливост. Сето ова води кон намалување на анксиозноста. Ако детето има физички нарушувања, тогаш тоа користи количка. Доколку има оштетување на слухот, тогаш ќе земе апарат за слушање. Доколку има оштетување на видот, тогаш ќе користи очила. Но, доколку детето или лицето има аутизам, со иста важност, потребно е да се посвети внимание на визуелната поддршка и да ја користи секојдневно. Сите ние користиме визуелна поддршка. Меѓутоа не сме свесни за тоа. Секој од нас има дневник, има свој календар, користи мапа, патокази, семафори, рецепти. Секогаш кога покупуваме некој вкусен колач, постојано се навраќаме на рецептата, иако сме го правеле можеби вчера. Кога одиме во некоја држава, каде што не го познаваме јазикот и доколку имаме потреба од тоалет, ние го бараме овој знак. Многу е важно, кога комуницирате со дете со аутизам, да ја намалите вербалната комуникација. Тоа не значи да не зборувате, туку многу често ние користиме повеќе говор од што треба. Изговорените зборови и реченици се аудитивни и многу често апстрактни. Пишаните зборови, речениците кои што се напишани, објектите, знаците и символите, тие се визуелни, тие се конкретни и постојано присутни. Едноставно, доколку одите во продавница и доколку носите список на производи кои што треба да ги купите, тогаш вие сте посмирени. И го чувајте списокот во џебот. На него секогаш можете да се навратите доколку сметате дека можеби нешто сте заборавиле. Користете ја визуелноста која што е јака страна на децата со аутизам. Од каде се започнува? Со воведувањето на визуелната поддршка, важно е да започнеме од почеток. Најпрвин потребно да организираме животната средина. Таа е потребно да биде соодветна. И во средината да се отстрнат сите одвлекувачи на вниманието. Важно е да ги направи правилата јасни, да му овозможи на детето да ја разбере локацијата каде ќе се случува одредена активност, да му помогне да разбере кога почнува и кога завршува таа активност и да се обезбеди комплетна организација на средината. Сите ние знаеме дека добро организиран простор значи поголема функционалност. Доколку се уредува средината, може да се започне од поставувањето на мебелот. Понатаму може да се употребат полици, да се обележи со ленти во боја, да се стават различни подови, да се искористи бојата или пак да се ограничат визуелните одвлекувачи на внимание. Ова е еден пример како изгледа организација на еден простор. Многу често во нашите домови просторот го организираме на овој начин. Овој широк простор околу масата ги привлекува сите деца да започнат да играат брканица. Доколку сакаме да го организираме просторот, можеме да поместиме делови од мебелот и при тоа тој да биде многу појасен, да покажува јасни правила. Односно, дека овде се јаде и не се гледа телевизија. Кога гледаме телевизија, лежиме на креветот, а играчките се наоѓаат позади шкафот, каде што детето може да си игра во собата, меѓутоа кога ќе му кажеме дека е време да ги собере, може да ги врати на ова место. Ова е добро структурирана соба за активности и јасно се гледа од сликата дека доколку детето дојде во ваква просторија, да знае дека треба
свири на некој од музичките инструменти, дури е презентирано точно по кој редослед. Понатаму, откако ќе организираме средината, важно е да направиме распоред. Сите ние функционираме по распоред. Во училиштата имаме распоред. Дома многу често имаме распоред. Тоа овозможува структура, се заснова на визуелност и овозможува полесен премин од една на друга задача. Ги учи децата на време, овозможува избор на разновидност, флексибилност и што е најважно, ја зголемува независност. Многу често стимулира конверзација која е поврзана со дневните активности. Откако детето ќе стекне доверба во распоред кој што сме го изготвиле, преминуваме на изработка на индивидуален работен систем кој што е визуелен и овозможува самостојност на детето при извршување на повеќе задачи. Тука е важно детето да знае што ќе работи, колку треба да се работи, како ќе работи, кога завршува и што треба да направи следно. Понатаму, сите визуелни информации во распоредот и во активностите можат да бидат прикажани како функционален предмет. Тоа е актуелниот предмет што се користи. Например, детето може да ви донесе чаша и вие да му ставите вода. Може да користи референтен предмет. Детето да ви го донесе пајчето и да ви каже дека сака да се бања. Понатаму може да бидат слики, што сме го сликале предметот или активноста, може да бидат цртежи, на кој што е представен предметот, текст и може да биде мешавина од било што е претходно набирано. Например, сакаме во распоредот да му ставиме компјутер, тогаш можеме да ставиме маус, можеме да ставиме играчка од компјутер, може да ставиме слика, што сме го сликале детето како игра на компјутер, може да наставиме некој цртеж, слика од компјутер, компјутер на слика и текст или само текст. Визуалните информации ги користиме постојано во сите активности на детето во зависност од неговата потреба. Да запомниме. Визуелната способност е една од јаките страни на децата и лицата со аутизам. Визуелната поддршка е неопходна во животот на децата со аутизам. За поголем успех, таа треба да стане ваше секојдневие. Во секојдневната комуникација со децата и лицата со аутизам користете помалку говор, а повеќе визуелна поддршка. Ви благодариме за вниманието. Доколку сакате да поставите прашање или да напишете некој коментар, пишете ни на имејл contact@sinasvetulka.mk. Доколку сакате да проследите повеќе видеа, следете ја нашата веб страна sinasvetulka.mk или следете на Facebook Аутизам Македонија.